Почитувани представници на медиумите, сведоци сме на една трагикомична ситуација. СДС, кои 7 години беа на власт, утре организираат протест пред Министерството за образование и наука. Група членови на СДС ќе протестираат барајќи повисоки плати за наставниците. Протестот го организира довчерашниот државен секретар во МОН Билјана Казанџиска. Партијата, чии министри, додека имале можност да работат за народот, јаделе бизонско филе, телешко карпачо и школки, плаќајќи 400 евра за вечера од службена картичка, нема кредибилитет да зборува за ништо. Трет човек по хиерархија во институциите, која имала можност да придонесе за подобри плати и услови за работа на наставниците, таа заедно со низиниот министер со кога беа во коалиција, не предвидоа средства во буџетот за оваа намена за 2024 година. Ситуацијата, едноставно опишана, е следна. Казанџиска свесно турнала некого на земја и сега му подава рака за да стане, представувајќи му се како заштитник. СДС и ДУИ вршат брутална злоупотреба на наставниците, организирајќи партиски протест, со што докажуваат кој седи позади наводниот синдикат. Казанџиска е дел од раководството на претходната влада на СДС и ДУИ, која ги угнетуваше наставниците, која не ги консултираше за ниту една промена што предизвика тешки штети по македонското образование. Влада која доцнеше со исплатата на платите и манипулираше дека ги зголемува, без да ја споменува високата инфлација која ги изеде платите на сите граѓани, па и на наставниците. 7 години СДСМ можеше да реализира покачување колку што сака. Тоа не го направија, затоа што намерата никогаш не им била таква. Ниту во овој буџет предвидува пари за поголеми плати, затоа што го правеа буџетот за пред избори и да трошат пари пред кампања, што и го направија. На што се потрошија парите од СДСМ оваа година? На милионски тендери во РЕК Битола пред смена на власта, на милионски набавки во ЕСМ, на патувањата на Бисера Антоанета и другите министри кои трошеле народни пари како да им се наследство од дедо им. Наставниците никогаш не биле приоритет на СДС. ВМРО ДПМН има поинаков пристап и ќе го вратиме достоинството на наставниците. Апелираме до наставниците да не наседнуваат на партиски хушкања, да не подлегнуваат на притисоци на опозицијата која 7 години беше власт и не се погрижи да им обезбеди достоинство и пристоен живот. Актуелната влада, предводена од ВМРО ДПМН, има конкретен план како да го врати дигнитетот на наставниците. Со враќање на девастираните институции во нормала и со креирање на нов буџет за 2025 година кој домакински и транспарентно ќе се користи. Ќе се обезбедат пари за повисоки плати, за подобри услови за работа и за повеќе можности за кариерен и професионален развој. СДС ја остави државата ограбена. СДС ја зароби државата и ја користеше за личен бенефит. Тој комодитет веќе го немаат, а ќе треба и да одговараат. Затоа и се нервозни. Ви благодарам.